Не постои лесен пат до успехот. Постојат само луѓе кои одлучуваат да не се откажат. Добродојдовте во уште едно издание, великденско, јас ќе кажем, на Бизнис класа, копродукција на Daimler со продукција 10. Јас сум Мишко Иванов, а во оваа епизода ви представувам една приказна која што е исклучително интересна. Пред да соопштам кој е нашиот гости, не забравете да кликнете лайк и subscribe на нашиот канал Мишко Иванов. Нормално следете на YouTube, на Instagram, на Facebook и на останатите социјални медиуми. За мојот денешен гостин се врзани неколку интересни приказни. Можеме да кажеме дека тој е еден вид феникс кој што постојано изникнува и кој што не се откажува. Тоа е во некоја постојана борба и затоа во најавата реков дека не постои лесен пат до успехот, туку само луѓе кои одлучуваат да не се откажат. Еден од нив е Јован Дабевски. Сега не знам како да ве најавам, ама мислам дека Јован Дабевски е сосема доволно човек кој што гради брендови. Прво добредојдовте. Добро вечер и За добро многу најдов. години празникот. Христос воскресе, навистина воскресе. Среќни празници на сите граѓани. А велам како феникс изникнувате постојано, или во убава смисла како плевел кој никогаш не можете да го искорените, во смисла позитивна дека сте нонстоп во бизнисот. Има ли нешто што може да ве убие во позитивна смисла, затоа што во бизнисот сте од крајот на 80-тите, кога почнувате со трговија со млечни производи, менувате неколку форми, иако лекарството, ако можеме така да кажеме, или туризмот е се тука присутен, меѓутоа некогаш ви паднало на памет, што правам бе? Која е таа сила која што го води Дабевски? Прави здравје Радо, оди на друга локација. Прави кораб Трница, прави Трница цел комплекс на крај градежништво. Добар сте? Супер. Чекам и слушам. Вака, дека постојано изникнуваме и доказ и Мишко Иванов и неколкуте ваши емисии, каде што сум ја постојано присутен. На овој Мене ми е драго. И мене ми е драго, затоа сум и тука. Иначе прашањето е комплексно или не е прашање, констатација е што ме држи, па си го живеам животот и терам. Значи, често кога правам анкети за вработување и така натаму и ги прашувам луѓето што ви е најважно, и ако рече работата, не го пријам на работа. Значи, прво, најважно е семејството, здравието, мирот, а на второ место е работата. Меѓутоа, тие две работи одат рака под рака, не може да се одвои едното од другото, и за да го живееме животот, треба да трошиме време и на едното и на другото. Иначе, по мене, по мојата филозофија, може и грешам, луѓе кои што не работат, не се трудолюбиви, и не вредат. Така Човек или личност кој што создава брендови. Ото се ги продава, тоа во Америка би било многу вносен бизнис, иако не дека и тука не е некој вносен бизнис. Вие вака изгледате многу комотно. Јас и во бизнисот сте ваков. Комотен, знаете да бидете нервозен или комотен во смисла на, не знам како да го објаснам тоа, многу сте лабав, а вртите сериозен бизнис. Добро, психолошката стабилност пред се ради себе, а второ заради препознавање на конкуренцијата и на вработените и на сите останати е многу битна. Прилично влего во таа тематика и секој човек треба да има, за да не ја ширам таа многу тематика, пошто е многу голема, и треба да има и издувен вентил. Значи да, апсолутно секој човек, секој се знае да се изнервира, да му создае притисок одреден момент и така натаму, меѓутоа мора да има брз издувен вентил за да се врати во постојаната мирна состојба, затоа што мозокот на човекот работи во една комфортна и смирена ситуација. Кога е ван баланс, не може да носи добри одлуки. Дали успехот има цена што ние не ја гледаме? Што никој не ја гледа? Па веројатно има од страна, блиските ја гледаат и има цена, затоа што бара поголем труд, поголем ангажман, поголемо работно време од 8 часа и така натаму. Таа е таа цена, меѓутоа од друга страна е задоволството па многу поголемо. Така да цената може да биде и како и паричката и од едната и од другата страна да се гледа,
Меѓутоа по мене ја гледам позитивно, ми носи задоволство, а често моите блиски ми префрлуваат дека во тој баланс меѓу приватниот живот и работата, ми страда приватниот живот, а поише посветувам внимание на работата, што јас не се сложувам. Па види, сега морам ја да застанам на ваша страна, затоа што, еве, денес кога се видовме, вие рековте, идам со внуците да се видам. Да купам точок и возат точеци по двор, велосипеди. Так, ама сега, ако ја прашаме сопругата, тие ќе кажат, не можеме да го видиме дома. И сега, знаете, тоа е, не знам како размислува еден бизнисмен во една таква комбинација, уште повеќе што вашите деца веќе полека влегуваат во бизнисот, така? Синовите се во... Синот Не, е синот. Синот е така? Да, синот. Синот е во Трница, ќерката е полека ја внесувате во градежниот бизнис Во или? маркетингот и Во градежниот. маркетингот. Да. Мгм. И сега, како размислува еден бизнисмен, каква е матрицата на еден бизнисмен? Знаете, од кој аспект? Вие се имате доволно искуство да бидете полагоден, да се посветите повеќе на семејство, внуци, што е можеби најголемо богатство. И како било на почетокот? На почетокот парите беа предуслов или? Така се, пак има неколку прашања во ова. Тоа ми се допаѓа кај тебе, не се прости едноставни прашањата. Така да сложени се малце. Меѓутоа ќе почнеме од ова последното. Парите се важен момент, не можеме ние да живееме без пари. Меѓутоа човек како ги стави на прво место и дека се најважен, катастрофална грешка прави. Не, значи има други моменти кои создаваат многу поголема среќа, многу поголемо задоволство и така натаму. Така да тоа е околу парите, а околу трудот, ангажманот мора да се употребува и јас мислам дека вечето треба да се работи, луѓето што се поактивни, подобро е за нив и за све останато. А околу внуците и децата, јас сум горти на синот и на ќерката што го презимаат полека бизнисот, а морам да признавам дека јавно кај тебе пропат, а и пред нив сум го кажал дека внуците поише ги сакам од децата. Тоа е нормално, дедо се клаш Тоа повеќе. е така да за нив и тоа е точна констатација денес како ме виде. Значи усред работно време си ги оставив сите уврски, отидов, земав точак и така натаму. Така да они се светиња за мене и тоа е тоа. Тоа е чудна работа. Јас секогаш на пример и со мојот татко некоја реакција кога внуката беше мала и добро човек како вака реагираш. Јас ова да сум го направил во твое време, затоа и претпоставам логиката дека да внуците ги сакам. Па добро, дедоците највеќе. и бабите се за да ги расипуваат внуците, а родителите треба да ги воспитуваат, така да тоа е тоа. Ја можам и Јован, меѓутоа од респект и спрема емисијата и спрема гледачите, ќе одам со Давевски, можеби некогаш и Јован, меѓутоа Давевски кај еден бизнисмен, бидејќи ги споменавме парите, кои што се битна алка за било што да се почне. Веќе кога стигнуваш до одредена сума да направиш, карикирам сега, 1.000.000 евра, или која е целта на бизнисменот? Трката по што поголем приход, профит или моќте има поголемо влијание. Етаблирање во бизнис светот со моќни луѓе. Како размислува еден бизнисмен? Во производство на храна е специфично, значи не се брзорастечки бизниси, значи најмалиот бизнис план мора да биде бар 10 годишен, кај што бизнисменот ќе ги постави почетните и крајните цели. Така правевте? Така мора да биде. 10 години поставувате план. Да. И тој се дели после на годишни, квартални и така натаму. И производството на храна е бизнис кој што не носи огромни профити и така натаму, меѓутоа е постојан, затоа што луѓето мора да јадат се постојано. Да. И тука има еден куп моменти каде што мора да бидат точно наредени коцките за да се расте и да се развива бизнисот и да се зголема. И себе кога ќе влезете во колото, самиот работите, ве тераат работите да носите нова опрема, нови луѓе, зголемување, нови возила, нови производи, нови пазари и така натаму. И тоа, значи, секојаш на профитот годишен,
Јас многу ретко, тоа ми замерували партнери и така натаму, многу ретко сум делал дивиденда, него сум го реинвестирал профитот, дури сум изимал и кредити за да таа реинвестирана добивка ја дуплирам со плюс со кредити за да го зголемувам производството, да ги зголемувам пазарите и така натаму. И веќе ако се надмише позитивно, ако се надмине бизнис планот, се оди уште со поголеми планови за уште поголем раст. Така да е тоа некој пат кој што ме водел цело време и дури во позиција кога сум имал раководители и денеска и така натаму и кога ќе направиле они P&L плани и вика имаме 3% раст поише од предвидениот P&L и ја викам слабо. Требаше да ви биде 5 и така натаму. Нормално со шала една во позадина, меѓутоа и со една вистина во тоа, па кога можеле 3% да го надмишат планот, зашто не го надмашиле и 5%. За да мотивираш и себе и останатите да тој раст биде уште поголем. А тоа ги мотивира луѓето или создава некој впечаток, амам повеќе никогаш не е задоволен? Не, зависи начин на накажување. Да. Јас секогаш тие состаноци сум ги правел не во класична состаночна атмосфера, него ус некое јадење, ус муабет, ус темите биле миксани за спорт, за семејства, за некакви проблеми. Значи, еден дел, ако тој состанок требал 2 сата, еден дел од 20 минути бил тој деловниот состанок. Вака, генерално, сега, како се создава бренд? Како правите бренд? Еве, конкретно. Значи, почнувате 87, ако не се лажам, така? Така. Трговија со молични производи. Така. Доаѓа Здрави и Радо, го правите колку време се прави брендот? Од прилика некој, па не знам, 10 години или помалку? Па јас бев 15. 15, така? Што е битно за да создадеш бренд? Тргни го Здрави и Радо. Кораб Трница, кој што е веќе поприлично етаблиран. Брендот како по дефиниција е оно што го мислат луѓето, што го имаат перцепцијата граѓаните, конзументите за одреден производ, за и ти си бренд. Значи не мора да е само производ, може да биде и лик и така натаму. И тие некогаш се преплетуваат брендовите, меѓутоа еден мора да се одвои свесно да биде доминантниот. Тој мора да има, при создавањето мора да има точно нацртан план, точно да бидат прецизирани сите активности и мора да се работи на квалитетот пред цело време. Тоа сака да прашам, што игра најмногу улога? Квалитетот на производот, пакувањето на производот, рекламата, не во смисла на телевизиска или ваква реклама, туку мислам дека најдобра реклама е од збор на збор, на луѓето кои ќе кажат све на вагата, на тасот на вагата нема кој е тежи, мора сите тие елементи, тие се многу елементи, сите да бидат присутни. Еден ако, например, има доста компании кои што маркетингот го смета за трошок, кардинална грешка, значи мора да бидат и присутно маркетиншки. Меѓутоа, како основно би го ставил онаа нулта основа, идејата. Идејата е највредното нешто и цело време после тоа е квалитетот најбитен. Сите други некои 10 на 15 елементи мора да бидат школски обработени. Меѓутоа идејата и квалитетот се двата неосновни, непобитни факти кои мора да бидат цело време присутни. Како доаѓа идеја? Седнувате дома и велите сега ќе правам сирење кораб Трница или кашкавал кораб Трница, карикирам. Како се создава таква идеја? Како се создава? Па не знам како се раѓа идејата. Ај сега ќе правиме идеја сега за идејата. Што ќе правиме подкаст, така? И сега размислува се подкастот, како ќе го избрендираш, па како да го продадеш, па како да го продадеш во Македонија, па како го продадеш надвор од Македонија. Или сирење, или кашкавал. Не знам како еве во ваш сектор како се раѓаат тие идеи. Значи прво мора да се познаваат производите. Второ мора да се познаваат навиките на конзументите на територијата, на пазарот на кој се аплицира. Мора да се пратат трендовите во поширокото, односно барем европските трендови. Мора многу учење за сето тоа, посети, гледање и сублимација од сето тоа да се направи
оноа што по логично мислење би поминало најлесно, би било прифатливо за консументите и така натаму. Значи, нема смисла во Македонија јадеме ние моцарела, пармезан и така натаму, меѓутоа културата на исхрана не ни го дава тоа да ни биде основен производ, основна навика и така натаму. Нема ли овче сирење? Така е. Се има разлика и од Мавровско и од не знам од Источна Македонија има разлика од сирење до сирење. И тука треба да се внима за да се направи бренд, да се прават постојано некои производи нови кои што ќе направат некоја додадена вредност, кои ќе внесат нешто европско, кои што ќе пробаат да ја сменат културата на исхрана. Значи трница сега во последно време што јас не успеав да го направам, тоа син ми успеа да го направи последниве година и пол-две. Ја разби полека, ама сигурно, и се зголемува таа потрошувачка. Од класичната навика на класични јогурти и кисели млека, почна да се развива конзумацијата на грчки јогурти, кои што грчки тип на јогурти, кои што се еден различен производ и тие ги конзумираше цела Европа, цела Америка до сега. Ние овде во регионот Балканов ги избегававме, меѓутоа се поише има потрошувачи, ама тоа бара една упорност да ги нудите, да ги има постојано на полица, да го поднесете оној товар на непродажба во стартот и така натаму, некаква камања и сега веќе тоа е етаблиран производ во палетата на производите на Кораб Трница, кој што веќе може да се каже дека е сериозен производ кој што го конзумираат македонците. Ова е една интересна работа која што е карактеристична за Македонија, колку има вистина, во која смисла, бидејќи го споменувате грчкиот јогурт. Значи, кај нас постои еден момент како еден вид мода. Еден ќе тргне по грчки јогурт и сите тргнуваат по грчки јогурт. Ќе отидеш во теретана, па ќе ти кажат ќе јадеш јајца, па ќе јадеш грчки јогурт со помала маслено, со поголема маслено, за денес вие да дојдете до ситуација дома да ми речат земи ми грчки јогурт од Трница или грчки јогурт не знам од друга фирма. Има ли вистина тоа дека ние сме помалку помодари од колку да внимаваме на квалитетот? Што е разликата помеѓу грчкиот јогурт и јогуртот на овчиот на Кораб Трница? Добро, има разлика. Не, има разлика во масленост, самиот начин на производство е различен. Во квалитет, например, во оно што го внесуваме како храна во организмот, например. Ние, нели, као деца сме научиле кајмак, млеко од крава, па се, не знам тоа, се правило јогурт, тоа, па матеница и така натаму. Колку има помодарство во целата приказна? Не, основниот тип на грчки јогурт не е диетален, тоа се протеинските со помалку масти и кај него има варијации во составот, меѓутоа ако зборуваме за основниот тип на јогурт или кисели мека, има разлика. Кај нас јогуртот е течен, киселото млеко е класично кисело млеко, пушта малку водичка, ова е нешто измеѓу, како гус јогурт е. Се јаде со лажица, има различен вкус и сето тоа е стварна навика. И јас можам сите три производи да ја конзумирам и со сласт ги конзумирам и едното и другото и третото. Исто и јас. Грчкиот јогурт, например, секогаш кога патува во светот, го конзумирав, кога ќе го сретнев, го зимав, го конзумирав, немаше кај да се купи во Македонија. Јас се обидов неколку пати да го пласирам, како и овошните јогурти, и немаше пазар. Едноставно ми беа неуспешни, за да сега син ми успеа најде начин како да го пробие патот и да го пласира. Ќе влезеш во теретана, ќе дојдеш вака, ќе кажеш едно друго во теретана, ќе ти каже тренерот грчки јогурт ќе земеш од таму, тој со помала масленост. Има разноразни форми, меѓутоа треба да се допре до луѓето. Ако ти беше идејата дали доаѓа кај нас модата еднаква со светот, не, касниме ние. Касниме за све, за нешто сме... Не за касниме. Дали е помодарство, например, ајде грчки јогурт, сите грчки јогурт сега ќе време. Ајде ова, не знам, ваква плескавица, таква. Сега може следно ќе биде кебаб со чубрица. Карикирам сега. Дали е во тој аспект, дали сме помодари или навистина? Не знам дали ја знаеш приказната како настанал грчкиот јогурт. Не. Оди една фамилија по потекло Турција од Грција во Америка. Таткото правел некој јогурт и кисели млека, локално таму во градот кај што бил присутен и се занимавал со тоа, се мачел и така натаму.
Со синот имале дискусии ваму таму и синот го наследува бизнисот, меѓутоа решава да го совршува, зима кредити и така натаму и фамилиарното презиме име Чобани и он го пласира тој производ и го гура како грчки јогурт, ги менува називите затоа што се они од Грција, грчки тип на јогурт и успева за некои десетина години да преплави цела Америка и да стане денеска е најголем гигант. Веќе има неколку генерации од него. Аха. И таа компанија Чобани, таа го пробива прв пат во Америка. Тоа Чекайте, тој се тип. грци или турци? Тие се турци од Грција. Турци од Грција. Да. И го развиваат тој тип, некој традиционален јогурт кој што го произведувале и така натаму, така да не доаѓа тој тренд од запад. Од Америка го прифаќа тој тренд Европа и еве сега и ние. Назад. Да. Тоа е историја, чудна. А интересно во Грција, за разлика од другите европски земји, не дека не се конзумирала, ама многу помалку од Германија и така натаму. А во Грција нема типичен јогурт. Јогурт. Они имаат кефир и имаат оно друго, како се Ајрат. викаше, да. Ајра. Например, јогурт, кога ќе отидеш во Грција, на оној јогурт на кој што ние сме Во навикнати. северна Грција, кај што одиме ние како туристи, нема, иначе подоле во Грција има и јогурт. Добро, веројатно од овие Да. големите фирми што Ајранот е поевтин затоа што има и додатоци за вода и вотина, има и јогурт. Затоа што има и европски компании кои што произведуваат и класичен јогурт, меѓутоа не е доминантен како кај нас. Ајранот е поевтин производ и полесен за летниот период за туристи, затоа е најмасовен ајранот. Па мене тоа многу ми е солено, искрено. Не, турскиот е посолен, грчкиот не е многу солен, така Да? да го пием, покиселка сте. Добро. Почнувате со колку пари и зашто се решавате во овој бизнис? Дека од трговија со млечни производи дека работите? Како стартувате тогаш со татко и баба, дедо, не знам, со колку пари може да стартува човек еден бизнис? Можеш со без пари. А ја Вие велите идејата е најбитна, да. Меѓутоа пак треба да имаш нешто за да вложиш почетно. Вака се, ја ќе се вратам у денешно време, значи, ако сакаш голем бизнис да почнеш, треба многу пари. Многу Што е поише голем него бизнис? пред 30 години. Што е голем бизнис? Па да направиш млечна компанија. Значи, ако во некое време јас со 200.000 марки ја почнав компанијата, 200 и нешто, во тоа време заштедени пари, после некои 14 години трговија бавење. И сите ги уложи во таа млекара и плюс кредити. Сега, без 2 милиона, не може да се стартува. Значи, најмалку. Тоа е 10:1. Меѓутоа, за разлика од тогаш и сега, многу имаат на цена сега и младите, па и средни години луѓе можат семејните бизниси сега се многу поуспешни и поценети. Затоа што снемува работна сила, снемува одат младите во странство и фалат многу семејни бизниси во сите сфери и малите семејни бизниси треба прво многу помалце пари. Значи зависи која дејност од 10 до 50.000 евра и се многу поуспешни. Значи формулите на организирани мали компании се многу помалку успешни него семејните бизниси, каде што се одвива во рамките на семејството 2-3 лица со едно понатаму 2 вработувања, се многу полесно организирани, помалку капитал треба и поуспешни се. Но можеш да продадеш и убава приказна. Например, кога ќе продадеш семејна приказна, некако поддопира до луѓево. Така е. Така е, само што тоа е присутно веќе и во Европа и сегде. Значи мала фарма организирана, па своји готови производи и така натаму, и таа е одлична приказна за развивање. Нормално не може да стане извозна компанија, не може да брои 100 вработени и така натаму, ама може да живее убаво и да биде одлично организиран. Дабевски, дајте ми ја Трница, генерално, значи кораб Трница и Трница комплексот. Како пропадна првиот основниот проект кој што вие го замислувавте? И зашто? И колку тоа ви измести од колосек? Јас сум имал секојаш и падови и растови, тоа е нормално. Тркалото на бизнисот не може да се движи само нагоре, има варијации. Па таму ми беше идејата да не биде млекара само, да не биде пазарно присутна, да оди во маркети готовиот производ, него да биде
од нива до трпеза, значи своји овци, своји кози, своји крави, своји пчели, многу други животни, кои што сите производи од нив во мини производство, понатаму требаше и кокошки, и во своји продавници, што со месо, што со млечни производи, што со пчелини производи, јајца и така натаму, во десетина своји продавници и во 2 ресторана да се пласираат сами и да се затвори така кругот. И тоа да биде органско. Така баш... Па, јас тука направив една... тука имав и идеја во втора фаза да го пробијам тоа, да направам разлика меѓу органско и природно. Преоптеретено е тоа органско и тоа го наследивме ние. Добро, ја на природно, органско И јас ми не ми е сакав природно. да го пробијам брендот природно, само тој ми создаваше негативни финансиски ефекти и не ни се обидов да направам разлика меѓу органско и природно. Постои разлика. Што е разликата? Знаете, кој ќе кажете органско и се некој ќе ми рече купи ми органско. Вие во грчките маркети ќе забележите биоорганик. Одреден дел сегмент каде што и луѓето одат органско. И се, што е органско, јас ги прашам? Па не е праскано. Така перцепираат луѓето. Која е разликата помеѓу природно и органско? Ајде вака сега, да се вратиме од корените. Кога нашите предци живееле, дали ги прскале културите било какви? Со житни, со, не знам, патлиџани, со трева и така натаму? Не. Тоа све било природно. Да. Така. Па не можело да има лубеница во јануари, така. Односно имало таа белата, што ја чувало, така не може да има јагоди. Така да било природно. Органското може да го направите и во стаклена бавча. Нема да го прскате, нема ова, ќе биде органско. Природното не можете. Не можете во стакленик, во Скопје и така натаму, мора да го извоите во природна, чиста природна средина. Значи таму треба да бидат и ветрот, и воздухот, и водата, и тревата, чиста природна, недопрена. И јас сакав тоа природно да го дигнам на еден повисок степен од органско и полека да го дигнам една скала повисоко, тоа кое што е стварно повисоко. Меѓутоа не се обидов, ја не дојдов до тој момент затоа што финансиските импликации ми беа негативни со години уред. Колку беше тој проект кој што вие го замислувавте, е вака природно? Тоа беше целосно природен. Не, колку чинеше тој проект? Вака за да се реализира. Комплетно, секако што го замислував. Па јас не го замислив како фамилиарен бизнис, го замислив како и вака на изглед изгледаше како мал бизнис, кој ќе го видиш со бројки, со пари, меѓутоа беше голем. Значи, од Шпанија увезовме некои 1200 овци, тоа е како да имаш по млечноста околу 20.000 овци да чуваш македонски. Кози исто шпански, значи од Австрија донесоме крава теле систем 150 и така натаму, и сето тоа беше добро смислено. Јас паднав таму на екипата со мене на човечкиот фактор. Не го процени моментот дека толку брзо ќе дојде до ерозија на квалитетни луѓе во Македонија. Што фалеше? Се. Значи, јас... Што нема овчари? Нема козари? Значи, ја им правев станови со 3 спални, носев фамилии од други места, кои што биле стварно сиромашни, им даваш екстра услови, им плаќаш струја, вода, храна, двајцата сопружници имаат плата и они се презадоволни. А што треба да работат? Тоа е они? модерно, на фармата све со модерни, со автоматски музилишта и така натаму, со механизација да ги хранат и така натаму. Исто, без разлика која, и дали едната беше во Свети Николе, едната горе во Трница. И после одреден период они се незаинтересирани работа, прават пропусти, не ги домозуваат, се добива маститис, се уништуваат стоката и така натаму. Кријат, лажат дека имаат токав број и паѓаат бројките. И на годината брзо проаѓаат 365 дена, на крајот се гледа минусот или во страшни пари. И тоа 3 години поред го правев. Исто во ланецот на мало продажба, немаше квалитетни касапи, немаше ова, немаше она. И човечкиот фактор Значи, проектот беше одлично смислен, меѓутоа животните беа одлични, со одлично педигре, како идеја која што е успешна, ја скопирав од во неколку земји, го видов тоа и бизнис модел кој е, меѓутоа во тој момент се деси ерозија на квалитетни луѓе и едноставно немаше работна сила која што тоа би го поддржала и третата година имаше енормна загуба и
решиме да го затвориме. тој Колку момент. пари вложивте или изгубивте? Па само ќе ти кажам една бројка, само последната година направив во тековната година скоро 800.000 евра загуба на годишно ниво. Само последнава година. Не ова. Не, знам за Од тие тој три. за тој период Да, од тие од тие три. три, да. Тогаш се нервирате или? Па нема што да се нервирате, донесувате заклучок, топ заклучуваме ова, продаваме. Пошто не е опрема само, него е жива стока, не можете да ја продаете. И што направивте на 1200 овци? Не, Кози колку имате? ние ги дадовме на нашите фармери на одложено плаќање на 3 и на 5 години и сум радосен дека тој момент го направивме, затоа што и им ги дадовме како фамилиарни бизниси, затоа тогаш ги обучував луѓето и им кажував дека ако едно семејство чува 20 до 50 ќе биде многу успешно, ако отиде на 200 да чува ќе падне, нема да биде успешно, треба да прима и тие како и они правеа профит после тоа. Тоа што самото семејство и ни го предаваа млекото и ден денеска ни го предаваат и така натаму. Така да сето тоа остана како жив проект, ама преку фармери и ни ги отплаќаа стоката во следните, некој успешен за 2-3 години, некој за 5 и така натаму. Меѓутоа тогаш решиме да одиме со основниот проект млекарата да се дигне и да се зголеми. Предходно немаше ни откуп. Да се оди во откуп во цела Македонија, да се дигне производството оноа што го знаеме да го работиме, да биде пак сериозен бренд, да биде присутна во сите маркети во Македонија и да се развива туризмот. Мислите ли дека сгрешивте? Од кој аспект? Вие велите човечкиот фактор во одредена мера, со вас се согласувам, меѓутоа што ако почекавте година-две? Можеше ли тоа да биде еден вид мала Швајцарија, тој цел таков проект како што вие го замислувавте? Ако сега тоа бара пари, меѓутоа дали имаше нешто на повидок дека може да се, знаете, странци, фондови даваат еден мал милион пари за еден ваков вид на проекти. Види, јас Ако останеш уште година-две, карикирам сега, за 5 години, 10, нели, плановите кои ги правиш, се треба да го издржиш. Или немаше шанси да успее така како што вие го замислувавте? Не, скроз. И како семејство, и пред банки, и пред све. Значи, мораше да се почне со бизнис кој што ќе носи профит од редента. Јас оставив една штала во Свети Николе, помала, не е мала, ама помала од предходната, во собственост. И имам еден проект кој што го правев сам, патент проект, и кој што го нудам 3 години поред, и не можам да најдам две заинтересирани семејства. Проектот се сочинува вака. Таму све има објекти, има опрема, нешто мораш да се не реновира, и им викам вака, на луѓе. На пријатели мои кои што се пензионираат рано, на луѓе у средни години, на млади. Две семејства, ќе ти кажам зашто две. За да може не едниот да оди на одмор, другиот да одат во истата штала и едниот да чува, и другиот исто. Бизнис планот е идентичен, само да го применуваат. Две се затоа што за да може едниот да оди на скијање, на летен одмор, другиот тогаш дупло работи па го менува него, за да не биде врзан како нашиот земјоделец кој што е врзан 365 дена, дека сепак модернистички, на пола саат од Скопје да отидат, две семејства и да чуваат. 30 до 40 овци и 5 крави. При тоа може некој свинче, кокошки за себе. Две фамилии? И едниот толку и другиот толку. И да речеме 10 на кози. Ова ви е проба или... Не го имам на хартија бизнис план. Гарантирам дека и на едниот и на другиот на крај на година, значи да не го предаваат како млеко во млекари, него да го произведуваат со дадена рецептура све во готов производ и гарантирам дека за година дена од фарма ќе им го купуваат, затоа што ќе биде природно, да немаат вработени, сами да работат, мажот, жената, и така, што е доволно, што е сосема малку работење, дека меѓу 40 и 50.000 евра ќе им остане чисти пари на крај на година. На едното семејство и на другото. И сите кога го слушаат, сум го дал на 30-40 блиски пријатели. Добро, тоа треба да знаеш да работиш, да мозиш овци, да... Ама што све тоа опрема го работи. Ништо не... Добро, обука ќе се изврши. Добро, обука, да. Сега ти објаснам што е проблемот. Сите се воодушевени. И после кој ќе разговараат со брачниот партнер и тоа, треба да живее таму. Ја да ти мозам на тебе, и овакво ја да го работам. И сега, и мажот и жената работат во Скопје. Земаат 700 евра плата, 800.
две плати се 1000 и нешто, значи ни пола од тоа не може да го заработи годишно. И се постојано во трчканица, постојано во гужви, во напори, можеш да го замислиш тој живот, таа идила таму, кога уживаш, потрошувачка да има е поголема, затоа што вамо ќе си има и своје јајци, и своје патлиџани, и своје месо и така натаму. Плюс заштеда на тоа ќе има. Животот многу поедноставен, многу помалку обврски, без нервози. И се уште не сум нашол две семејства кои што А зашто ги барате во Скопје, што не отидете по... Ма ја не реков во Скопје, ја ти реков во Македонија. во Македонија. Не сакаме да го изгубиме комодитетот. Оној правец што трнал од Аха. селата кон градовите, од градовите кон странство, мора да трне назад за да ни трне и државата напред. Има некој тренд има, не во оваа смисла, но има некој тренд на враќање, но и тоа можеме да го ставиме во не е помодарство, туку некако луѓето бегаат од премногу метеж, од премногу загадености, некако бегаат по високите места и некако имаат некој свое, знаеш, ки си направи он да си природно, како што видите вие, малку патлиџанче, кромиче, меѓутоа не тоа за бизнис. Сега се обидувам да направиме на една студија за мене, која што исто ќе ми е нагоден на младиве, за овошки. Еве не мораш со крави, со овци, со кози, со овошки. Значи комбиниран. Овоштарник, цреши, не знам, зависи која е овакво, уреви Кај што ова, фаќа, да. се успева кај нас. Само некој е овакво, многу е лесно да откриеш, да однесеш анализа на земја на факултет, ќе ти извади се. Значи неколку овошки, неколку типа на овошки, не неколку дрва, и почнаш со, не знам, неколку декари, па хектари и така натаму. Има многу помалку работа од тебе ова со стоката, но се сериозни приходи. Добро, интересна идеја. И има во земјоделието има многу профитабилни гранки. Има и проекти, и европски пари, мислам дека не знаеме ништо да користиме, не знам зашто. Ма не ни се работи, тоа е проблем. Веројатно, да. Кажете ми, овој бизнисот со млечна индустрија, колку пари врати во Македонија? Генерално? Колку врати точно не знам сега, затоа што јас сум излезен малку од млечната индустрија, односно малку поише. Веќе скоро цели 2 години син ми го води тој бизнис. Добро, но од прилика некоја бројка е пред 2 години колку било? Колку генерално бизнисот во млечната индустрија? Само производството или увозот тоа се различни, ама од 100 до 200 милиони евра. 100 до 200 милиони евра. Минимум. Може да оди и до 500. Добро, тоа не. Тука ставаме све на купче, така овие странци едно друго пари. Не, со трговијата и со увозот е многу поголема. Поголема, Да. И затоа во едно време и таму има пат, затоа што кај нас паѓа земјоделското производство. Во едно време јас бев најголем по откуп, Бимилк беше, пошто произведуваше и во Суботица и во Белград најголем по продажба. Значи тогаш само јас и Бимилк бевме 60 милиона во продажба евра годишно. Две фирми само? Само две фирми. За да сега, например, Трница со 3-14 милиони евра годишен обрт е втора или трета компанија во Македонија. Ова збориме за млекарава? Да. За млечниот бизнис кој ме прашуваш. Да, за млечниот бизнес. Така да е падната, сето тоа е паднато веќе. Добро, и 3-14 милиони евра, збориме за промет, не за профит, за промет збориме, и претходно. Ова е само млекарава, така? Да. А они ресторанот кој што е добар туристичка атракција или тоа е само попатна станица? Тоа е попатна станица и повишение, тоа е за развивање на брендот, некој маркетинг, да им се објасни на луѓето и така натаму и поише носталгија, иначе носталгија ваша? Моја, да. Но еве сега великденски празници, Бигорски е овде блиску, но вие колку и да ви е вас тоа носталгија, вие постојано или можеби вашиот син постојано инвестира во смисла на капацитети за сместување и така натаму, на расширување на бизнисот, своевремено имаше и кончиња па Мишко, ако тоа се развива како семеен бизнис, ако семејството го води, останува профит и во угостителството и во туризмот. Ако е оставено на вработени, организирано, значи треба и поише вработени, затоа што сам помалку. Добро, ама таму продавате семена приказна. Прашате ќе ви кажат качамак. Така? Не дека не е профитабилен, ама не е нешто. Не зборам за профитабилен, сега говориме за семена приказна која што би била додадена вредност на ова кораб Трница. Угостителството и туризмот е тежок бизнис. А у однос на профитот кој останува,
не би го работел никогаш. Меѓутоа, таму е силен момент, носталгијата и кај мене и кај син ми за тој крај. Значи, кога го отворивме ние ресторанот, беше и порано од 45-та постои, долги години беше затворен, оживеа тој крај. Значи, пак стана свратилиште, почнаа луѓето да свраќаат и сите, знаеш, и браво, не благословуваат како успеавте, почнаа да се движат луѓе, иначе беше една джунгла, една пустелија, и тоа не држи. Во тек на лето и луѓе знаат да избегаат од Скопје и да отидат на ручек да се прошетаат. Или Значи, кога ќе тргнува некој Охрид, поминува Ако таму. направиме една анализа на овој бизнис кој што правеше огромни минуси, мене ресторанот имало години кога ми правил минуси, и кога беше короната и така натаму, никогаш не сме помислили ни ја ни син ми, ќе го затвориме. Не. Ќе го покриеме тој минус, ама тој не може толкави минуси да направи. Значи ќе направи 50.000 минус на годишно ниво, ајде ќе ги покриеме од други средства, ќе продолжиме следната година. Ама тој не може да направи некој голем профит. Фокусот е само на млекарава корапторница и ова е, како велите, од носталгија или можеби размислувате ли во насока на европски проект, затоа што таму има неверојатни предели во тој дел, говорам за туристичко-гостителскиот дел сега. Таму имав исто јас неколку проекта, мислам дека немаме доволно сенс како држава уште да одиме, пак ќе речам кон она природното, многу и во туризмот има многу аспекти кои можат. Значи, мене ми доаѓаат од цела Европа. Туристи ми доаѓаат за ноќевање 8 месеца највише планинари. Например, словаци доаѓаат доста, они ги имаат Татрите, према кораб ништо не се, убавина природна, и тоа кај нив они кои ќе го видат кораб како убавина, се воодушевени, меѓутоа кога ќе ги видат стазите, небезбедноста, оно организирано, едноста туристички водичи и така натаму што нема. И кој ќе направиш една паралела, помал атрактивен дел го имаат како планински, а 10 пати поразвиено. И кај грешиме? Па кај грешиме? Не знаеме да ги искористиме нашите природни богатства. Или што видите, вие не знаеме да работиме, да. Богатства, чуе. Како на промошување во бизнисот, како реагирате? Ние споменуваме, има промошување, така? И како се крева еден бизнисмен кога ќе падне? Знаете, за да не се разочаруваат оние кои што тргнале вака. Само со работа. Само со работа и нема откажување. Нема нервирање, нормално е тоа. Јас и децата ги учев дека во ниеден бизнис не може само профит да се прави, мора да се прави загуби и да научат и некоја година која е со енормен профит да не ги возбуди многу, затоа што може да дое година со загуба, па и таа да не ги пушти во депресија многу, него мора да се размислуваат равно. Исто и како се гите сега. Замисли ти дојде профит, ај не се радуве многу сега, малку доаѓа и он не се радуве многу сега. Да, ама затоа тогаш па нема да тагуваш кога ќе направиш загуба. И мора постојано да се работи. Добро, вие и на неравнодушен, меѓутоа кога ќе има профит, реагирате онака баш класично бизнисменски, без емоција. Океј, можеме малку повеќе, ама ама да се внимаваме за следниве години, не знаеме што како ќе дојде, да не му текне карикирам се на Трамп да пушти, па не знаеме да бидеме спремни. И сега тоа е измисла на живот, знаеш, ама сега некој ќе рече да поуживаме малку сега. Види, сите бизниси се зависни. Пошто некако е домакински, чуе ова на страна, чуе, на старо како што било, чуе, штеди пари ќе треба. Сите бизниси зависат не само од самиот бизнисмен, од самата компанија, од самата организација, зависат и од окружувањето. И од локалните случувања, меѓутоа и од глобалните. Например, Трница имаше 23-та година одлична добивка, одлична завршна. Ја им кажав, полека, чувајте пари, инвестирајте, штедете, затоа што ќе дојдат полоши години. 24-та беше за некој 40%, растот беше во промет, меѓутоа во добивката падна за 40%, 25-та беше катастрофална едва и скромна добивка, а растот е енормен во раст, како промет.
Зашто е Зашто? тоа? Па затоа што имавме цела година ограничување. Не можеш да качуваш цени, ограничени маржи и така натаму. Ама тоа не беше само во Македонија, целото прашување такво беше. Као сега што И сега ти растат трошоци, растат плати, расте енергија, расте сировина, млеко, а ти не можеш да покачуваш цени и све оди на профитабилност. И малте не дојдовме со многу скромна добивка да сме миниатурно над нулата. И тоа е нормална работа. И сега треба 2026 да видиме уште попредпазливи. Да, затоа што Пошто глобално е неизвестно, катастрофа. сега глобално е катастрофа и се одразува и Ама тоа е мерливо веќе, тоа е видливо и може да се балансира. Ови проекции се прават на почеток на година или? Да, PNL се носи секогаш на стартот на година и се коригира квартално во зависност. Ама во PNL имаш приходи, тоа е колку промет ќе направиш, колку ќе произведеш, ќе направиш и тука никогаш не су промашал. Нит промашуваат сега син ми и така натаму. Меѓутоа во профитабилноста не можеш да одредиш сам, зависи и од глобалните работи и од окружувањето, така да профитабилноста никогаш не се погодува. Има ли емоции во бизнис? Како не? Ние ги доживуваме дека сега може би од филмовите кога гледаш, овака кога си со партнер, дека немаш баш многу емоции. Сега вие кораб извезува? Да. Да? Каде? Па извезува, главен партнер ни е белгиски Делез во Србија, они имаат 600 маркети. Оние маркети што беа на Мишковиќ. Во Белград, да. Да, имаме друг уште двајца во другите ланци што носат дистрибутери, значи Србија ни е максимално покриена, малтене на неделно носиме роба, ниво Косово сме присутни и Црна Гора. Планирате да се ширите Европска унија? Не, сега не можете да постигнете или? Немаме количини. А македонците колку дневно, колку годишно, не знам, пијат или конзумираат млечни производи? Да не кажем сега пијат јогурт, јадат сирење. Па ние како нација доста конзумираме млечни производи и тоа ниво у литри или у килограми не можам да ти го кажам, ама во однос на Европска унија сме, ако збориме во пари, помалку. Затоа што они конзумираат многу производи со додадена вредност, овошни јогурти, не знам, пудинзи, млечни и така натаму. Океј, имаат и тие своја убавина. Јогурти, тоа ми е помалку. А меѓутоа во литри и во килограми. Јогурт со вкусна јагода. Не можеме. Во литри и во килограми ние сме една од нациите кои што и народите кои што конзумираме поише млечни производи. И тоа е со традиција. А што имаме сирење повеќе или јогурт? На што сме или се? Не било тоа. Па децата мали почнуваат од старт со млеко и оди јогуртот после тоа е киселите млека, меѓутоа сирењата и кашкавалите се традиционално. Ние генерално од пролет кога почнуваат свежите зеленчуци, патлиџани и тоа се даваме во сирење. Во вашата палета што има сирење? Мене секогаш ми било доминантен производ сирењето. Секогаш сум бил познат. Не, и секогаш сум имал и кашкавали со различни тревки и така натаму. Тоа, тие тревките тие ваше се, гледам дека има со различни тревки. А јогурт? Јогуртите и киселите млека и А млеко? Да. Добро зашто не направите една ретроспектива? Например, да направите, знаете, тие во Југославија што беа млеката во триаголници? Во триаголници тие што ги имаше чоколадно. Знаете колку е? Знаеш колку финта. Не ми е јасно зашто не. Тоа е толку ретро, толку добро. Знаеш што е твојата среќна околност, Мишко, што си фатил од животот и во Југославија. Југославија толку беше напредна. Например, сега ти направиме една паралела. Во Европа УХТ млеко, трајно млеко се произведува во сите држави, тоа огромни количини, ама никој не пие трајно млеко. Сите пијат пастер млеко или свежо млеко. Добро. Го произведуваат и го извезуваат на руски пазар, на Балкан, Африка, Исток и така натаму. Они не го конзумираат тоа. Затоа што свежото млеко е поздраво од трајното млеко, стерилизирано млеко, еден процес кој што е на многу повисока температура за многу помал временски период, ги уништува сите лоши, има поголема трајност, ама и дел од добрите карактеристики. Многу е поздраво свежото млеко. И тоа се пакуваше тогаш во Југославија, во кеси, во триаголници. Во кеси, ја се сеќавам во кеси. Тоа е пастер млеко. Јас потрошив од мојот работен век да го пробијам пастеризираното млеко и не се создае навика кај нас. Кај нас млади генерации сака да го чува на топло, да не му се расипе и така натаму. Не ќе да го вари. Не, мислам дека нема доволно информации.
Не сакаат да го прават. Иначе вака, фита се јас сега кажам, бидејќи гледам дека се внимава исклучително и на амбалажа на тоа како се пакува, дека има една приказна која што се Знаеш врзува како околу нашите тој. мајки знаеле кој ќе го земат од пазар или од продавница тој јогурт или тоа млеко, дека треба да отиде во следните пола сат дома и да го стави во фриждер. Сега, Или да го свари, па да... сега нашите сопруги или снаи или така натаму, они знаат да го остат во кола по Те, 6-7 сакаш да ми сати кажеш дека и вашите- ќе преврие тоа и дека- не можеш да ги дека- вика расипано го купува. Сакаш да ми кажеш дека вашите деца, враќам малку назад она емоција, дека вашите деца или внуци не го фатиле она време каде што одиш ти со кесичка или зима свежо млеко па го Не, не, ставаш, не, не, не. па да заврие тоа, па баба ти ќе ти рече или мајка ти ќе ти рече застани на шпоретот, кој ќе видиш дека па ти дуваш за да се... Не знаат за таков Не процес. знаат да исприказ нема, не го виделе мене. 91 и 96 ми се родени децата во Што јас како во дете сум самостална бил вака, Македонија. дувам тука за Ама да ти си, кајмакот за ти да... си помеѓу Па не, мене не и сум мојот толку син. уста. Не си толку, ама си сепак. А не ли е ова интересна приказна да се врати везно туристите верам, да има дојдете ќе вариме сега свежо млеко, па да гледаат кога ќе дојдат странците. Не може да ми се продаваат Тоа е пак разноразни тој е пак тој фамилиарен бизнис. туристичко-угостителски. Да, значи едно семејство може да направи чоколадно млеко на лице место. И неговите дневни Добро, гости да го да конзумираат. правиш, добро, тоа се актуелности што треба да ги правиш и тоа е во делот на маркетинг. Да. Но дали си изгубил се во еден момент? Се никогаш не сум изгубил. Аха. Ама да, сум губел доста, ама не сум изгубил се И? никогаш. Кога И губиш? Ништо, продолжуваш да работиш. Прегледуваш или? Не, ништо. Не? Не. А секој сабајле кога стануваш проверуваш сметки или не? Не. Знаеш како, Сите тоа ги прашувам. И и како јас, изгледа и тоа? јас цел Суми живот вака? одам по жица. Значи, максимално, оној момент, значи, своите пари ги вложувам поново во бизнис и земам кредити, се задолжувам повторно. Значи, како би размислил нормален човечки ум? Не, сега од моите ќе оставам дел ќе ги вложам, а да имам А сигурица. што ти сите ги, вие сите ги вложувате? Јас сите ги вложувам и плюс, И плюс кредити. кредит земаш? Да, да. Па добро, Секогаш. тоа не е малку И, ризично? да, ризично. И жена ми, значи сопругата моја, знае да ми рече дека сум коцкар. Не сум коцкар. Меѓутоа знам, мерен ми е бизнисот и не можам сите да ги изгубам, може да изгубам еден дел од тоа. Ама ќе вложам поише труд или поише напори, па ќе го вратам тоа. Не ви е страф од кредити? Не, Не? не, па цел свет работи со кредити, мешка. Не може да се, нема двигател без раст, ако не оди бизнисот нагоре, нема раст. Нема, пак мора да имаш еден дел во джеб, така говорам Никогаш за, не за сум работка држал пари треба. во джеб. Никогаш. Без плата и функционираш. Па не, ама цел живот е со говорам за бизнисот, за инвестирање, се е со кредити, Не. И своите заработени пари плюс кредити. тоа плюс добро своите Да. заработени пари. И тоа оди во реинвестирање, Да, претпоставам, да, така? во плюс опрема, во плюс Аха. возила, во плюс залихи, во плюс должници. Значи, треба да се финансира еден пазар, нели? Значи, убаво е да кажеш, извезувам за Србија, ама Србија плаќаат на 60 дена. И што поише продаваш, поише ти должат. Аха. И треба можеш да го финансираш. Ти не можеш на фармерите да не им платиш, на работниците, на суровините други и така натаму. И тоа е пари. Ако утре ти земат се, како би почнал од нула пак? Исто кој до сега би почнал нешто да работам, мада јас во последниве години почнав малку, излегов од оваа сфера на млекарство, почнав малку и со граѓевина да Ја зборувам, на крај Добро. го оставив тоа, да. па можам било што да работам, можам Било што? можам види човек кој што работи нема страв од опстанок. И можам било што, можам да отворам мини фарма природна, можам не знам што, овошке да садам, така да немам проблем со тоа. И не ме плаши тоа. Што никогаш не би направил повторно, иако тоа ти донело пари? Што никогаш не би направил повторно, а тоа ми донело пари. Мгм. Па не ми текнува нешто такво што не би го Но што не би се нафатил пак? Знаеш оној момент кога ќе кажеш налети пари и се, не работам веќе ова. Па, хајде, во рамки на оној проект за Трница кој што беше промашување, имаше и една мини кланица. И таму кога видовме дека имаше касапи и тоа, дека животните плачат кога ги носиш на оноа успивање пред Да. колење, тоа не би го направил никогаш. Таа права ја затворив.
А стварно е језиво, се сеќавам кога да. ќе донеле јагнеце, Во кога ќе моментот донеле каква трама е таа. па јас самиот не сум, значи не знам, мравка не може да згазам, а не да колам. И Тој звук на кога плач. го видов првиот пат, а и син ми кога го виде, рековме ова не е за нас. Тоа сигурно не би го правил. Добро, уште ова пред додам на градежништвото, која е најголемата лага која им се продава на младите кога е во прашање успехот? Знаете, они прво гледаат вака кога ги слушаат мобите и се чека да видам како е направен првиот милион, да видам како се прават пари. Која е најголемата лага? Па лагате на младите кај нас, па не само кај нас, него скоро во цел свет, им ја продаваат многу умни луѓе и не им кажуваат дека за да се направат пари, за да бидат успешни, за да бидат задоволни, треба многу труд. Значи треба да имаат и да се паметни, значи да имаат школа за оно што сакаат да го работат, да се поштени и постојано да работат. Зарем може честно да се успее во Македонија? Па само така може. Добре, ова да го стишнеме. Се останато им ја продаваат приказната последниве 15 години на младите дека тие бизниси кај што нема работа, работиш од дома, не знам, гледаш без не знам, титкање на компјутер, носи брзи пари и прави паразити од младите и неработници. И тоа е најголемата лага што им се продава веќе со години. Тоа е страшна работа што се случува. Исто па македонците или овие од регионот кога одат во странство и работат нормални работи, занаатчиски работи, таму се најголеми работници. Зашто ќе сватат дека кога ќе се таму го нема вратат овде? тата, па веќе се други ликови. Тие веќе го научиле животот. На првиот милион, извини. Ајде. На првиот милион кога го видовте како сума, како пари, реагиравте исто вака? Кул? Милионот не сум го видел вака на маса. Не, на компјутер, на сметка, на извод. Сега во вреки во едно во друго. Но вака кога ќе видите милион на сметка, делувате кул или ве фаќа повеќе страф, дај сега да инвестирам или што како понатаму одиме. Вака сега, ако Трница прави сега денеска 12, прави 14 милиони годишен обрт. Значи милион гледа секој месец син ми. И во одреден момент гледа милиони 500, во одреден 500, во еден минусно салдо и така натаму, зависи. Ја милион не сум видел. Кога доаѓа први, фармерите кога треба да ги плати и платите кога треба да ги плати, од први до пети, он троши значи 700.000 евра. Ама да оставите ви го во да еден ден, во 2 дена. Моментот барем милион. Мора да ги плати фармерите, мора да ги плати платите, мора све за. Но моќно ли е чувството кога ќе видиш милион евра на сметка? Мене ми било секогаш моќно чувството кога ќе им платам на време и кога се затоа што задоволни луѓе, значи трудот на фармерот, трудот на работникот. Ако му го касниш, не му го платиш, ти не можеш да се појавиш. Јас секогаш сум ја кажувал таа и цела среќа син ми го практикува истото. Значи не можеш ни во својата фирма да се појавиш ако немаш дадено плата, нитка е фармерот и така натаму. И сум среќен кога они, значи доаѓа празник и пред први им исплаќаш плата. Значи 1 мај ќе доаѓа празник и успеваш на 28 да ми исплатиш или пред нова година. И така натаму, и така натаму. Така да тоа поише создава среќа него да го гледаш износот. Мислам, веќе тоа е рутина. Добро. Океј, влегуваме во финишот градежништвото, таму рековте керкави во маркетинг делот. Кај е по градежништво? Бонанца. Поише влегов за да веројатно не сте гигант за да не сватат луѓето, знаете, од другите кои што, но тука сте циркулирате и во градежништвото. Па јас влегов поише од да се пробам во друга гранка. Само Скопје градите или? Да, само Скопје. А како ви текна градежништво? Па ајде. Од млечни производи на градежништво, човече. Па пак ќе кажам, ајде нема да ја спомнам сопругата, ама некои други луѓе ќе нема ни да ги спомнам и они не знаам некојаш пријатели да ми кажат тебе да те фрлат наопаку, па ќе застанеш на нозе. И на тој начин, хајде така, без некоја посебна идеја во градежништвото, меѓутоа одев чекор по чекор да го научам. Јас покрај трудот, покрај работењето, сум присталица да постојано човек треба да учи. Постојано да чита, да учи и можеме све да научиме. Само треба зависи колку да научиме
Градежништвото е интересно, сретнувате различни луѓе. За разлика од купувачите во кај хранава кои ви се исти. Исти се шефовите Ама во дека ги Тинекс. знаете вие дека сте работите. Да, дека сте работеле, да. ама во градежништвото имате еднаш ќе ви купи стампа, друго семејство, па Ето, трето, да. животни Да. приказни и така натаму, ја ги Аха. сакам луѓето. И тоа ми беше лајд мотивот за градежништво и тоа е тоа. Повеќе во делот на трговија, така? Продавање едно друго. Не, Се и во градба, шегувам. во Во градба секако Значи, да. најголема среќа создава кога ќе видите младо семејство со детенце и влегуваат Аха, во првиот Во стан првиот стан. и се презадоволни кој ќе им помогнете кредит да земат, ја со банките сум одличен. Кога ви е првата зграда? Па има 5-6 години, Колку имате од тогаш да се направи? десетина. Десетина? Да. И се е продадено? Да. Добро. Колку, зашто да толку цените на становите до плафон? Цените на становите и уште ќе одат. Нешто материјалите со короната, со војните поскапеа, Аха. меѓутоа собствениците ги дигаат цените на имотите и главниот двигател на цената е работната сила. Страшно поскапува работната сила и ние сега со работна сила сме со ЕУ изедначени. Например, во Европа, ако беше 12 до 15 евра квадрат плочкар да ги мести, еден банален пример, кај нас беше 4-5, сега е кај нас 15 евра, во Европа е пак 12 до 15. Така Мајстори има? Па нема, тоа ви кажувам. Нема. Тешко беше и да се најдат мајстори, како што Па, велите тешко е да најдам за овците, за козите и во градежништвото има мака луѓе. Па порано нашите предци имале 6, 7, 10 деца и лесно било. И овчар некој ќе бил и граđевинец. Сега ни едно, две и никој не ќе да го пушти. Сите сакаат да бидат високо образовани, да не работат ништо, да им биде лесен животот и така натаму. А не ја знаат дефиницијата што е лесен живот. Не е лесен живот, не работење. И така натаму и нема, се уште нема, ќе увезуваме работна сила за многу брзо време. Среќен сте. И на сите подеви, и на сите падови, подеми, падови, среќен сте. Да. Кој е рецептот за вакво расположение, за успех, за не знам, едноставно функционирање во ваква држава каква што живееме, значи не навлегуваме политички или во ваков свет во каков што живееме, значи не знаеме дали утре ќе има атомска бомба или ќе нема. Па добро, има луѓе песимисти и луѓе оптимисти. Јас сум оптимист цел живот. Оптимист или реалист? И оптимист и реалист. Ама поише оптимист. Еве се сите викаат, нели, кобната вечер е оваа сега со Трамп и со Иран. И ја викам, нема, нешто ќе се случи, нема да се деси понор, а може да се деси свашно, не знам што. Секојаш сум и ги гледам од ведрата страна работите и почесто им излегуваат дека сум управа. Не сакам да прашам нели сте престар за бизнис, но не сте уморен? Веќе? Не. Се исплаќа се ова што го правите? Па не верувам и дека ќе престанам некогаш. Дури ако престанам да работам, ќе не знам, американците знаеш како прават. Кои ќе се пензионираат, почнуваат да студираат. Или да оѓаат некои курси. Да не се запишувате на факултет сега. Па може да направи некој толку. Или на магистерски сега, тоа е во мода магистратура, Па може ќе докторат. почнам да цртам во младоста, сакам да цртам многу така натаму. Не, искрено, не сте уморни, вреди ли се ова на крајот денот? Инерцијата, Што ја видов јас сликата, утринова кога го видовте внукот како истрчате. Инерцијата, не, внуците ми даваат посебна сила и тука не ги мерам со ништо. Меѓутоа, инерцијата е чудна работа и кога не знам дали би можел да живеам, а да не работам ништо. Едноставно сум навикнат цел ден да работам. Јас и кога одам, например, внуците ми се на одмор и одам за продолжен викенд, јас имам им спремам јадења, правам доручеци, ручеци и така натаму, активен сум со нив. Значи, не одам и да лежам на одмор. Добро, продолжите да видите. И наоѓам за сходно да ја заменам супругата, снаата и така натаму, затоа што они се умориле со внуците и ја доаѓам од работа за продолжен викенд и ја им ги работам домашните работи. Ви благодарам многу што бевте гостин во бизнис класа. Продолжите понатаму да бидете активен, да инспирирате што повеќе млади. Стои оваа идеја, веројатно некој ќе слушне за
бизнис класа или бизнис приказна од аспект на тоа дека ви требаат две семејства кои што годишно ви заработувале 40 до 50.000 евра, но треба само да чуваат неколку овци, крава и две семејства треба за да можат да користат барем годишен одмор и за да се надополнуваат. Инспиративен бизнис, човек кој што создава брендови, човек со кој што и јас на некој начин сум се трасирал кога го почнав самиот проект до успехот. Токму прв гостин бевте вие. Јован Дабевски. Многу успех понатаму. Благодарам. Исто многу поголем успех ви посекувам. Благодарам. Вам почитувани, ви благодарам што бевте. Со нас беше овај Јован Дабевски, човекот кој што поминува низ многу бизнис сфери, но секако она што е млечна индустрија е неговиот главен фак, сега денес е активен во градежништвото. Не заборавајте, кликнете лайк, subscribe на YouTube каналот Мишко Иванов, следете на социјалните медиуми. Ново издание на Бизнис класа во копродукција со Diners МК ќе следите за 7 дена. Убави великденски празници.